Министерството за здравство информира дека на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа двајца пациенти. Едниот пациент на возраст од 70 години од Куманово, кој од коморбидитети имал хипертензија и срцева слабост. Неговиот резултат на COVID-19 се уште не е готов. Другиот е пациент на возраст од 68 години од село во околината на Тетово, кој имал артериска хипертензија. Денеска од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби со 2 контролни негативни теста на COVID-19 се испишани тројца пациенти кои се во добра здравствена состојба и тие заминуваат дома. Во изминатите 24 часа регистрирани се 46 нови случаи на коронавирус во земјава. По градови Скопје 13, Куманово 23, Дебар, Тетово, Гевгелија и Велес по 2 лица, Прилеп и Гостивар по 1 лице. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 денеска изнесува 430 лица. Според местото на живење, досега случаи на COVID-19 се регистрирани во Скопје 208, Куманово 85, Дебар 49, Штип 15, Прилеп 22, Тетово 15, Струга 9, Велес 8, Битола 4, Охрид 3, Гевгелија 4, Кавадарци, Гостивар и Крива Паланка по 2 лица, додека Струмица и Кочани по 1 лице. Во изминатото деноноќе направени се 389 теста. Досега во земјата се направени 4506 тестирања на COVID-19. Во Велес во изминатото деноноќе регистрирани се 2 нови случаи. Станува збор за средношколец и полициски службеник вработена во полициската станица во Скопје. Со ова вкупниот број на заразени со коронавирус во Велес стигна до бројката 8. Двете новозаболени лица не го добиле вирусот од првите 6 заразени.